Добар ден. За криминогената и незаконска одлука на судиката Александра Поп-Стефанија, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе поднесе кривична пријава. Во името на заштитата на правото и законите, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе побара преиспитување на низината работа, како и работата на председателот на Кривичниот суд Владимир Панчевски. Криминогената одлука да се прогласи СЈО за ненадлежно околу случајот за уништување на опремата за прислушкување, во која што се вмешани Гордана Јанкуловска, Горан Грујовски и други осомничени, е спротивна на законските прописи по повеќе основи. Прво, по кривичната постапка овластен тужител може да биде физичко лице или обвинителство. Специјалното јавно обвинителство е токму тоа – обвинителство. Ова значи дека постапката е покрената од надлежен орган СЈО. Второ, во конкретниот случај станува збор за предмет за кој што судот веќе има постапувано и носено решение. За тоа, дали е некој овластен тужител или не се оценува во текот на постапката, туку на самиот нејзин почеток. Ова е уште едно прекршување на законот. Трето, Републичкиот судски совет ја делегирало Поп-Стефанија од судот во Неготино во судот во Скопје да суди предмети во одделението за прекршоци. Согласно оваа одлука, Поп-Стефанија нема законско право да одлучува за предмети за организиран криминал. Од тука, назначувањето на Поп-Стефанија за судија во организиран криминал и судија во овој предмет е спротивно на Законот за судовите, одлуката на Републичкиот судски совет и правилникот за работа на Основниот суд Скопје 1. Владимир Панчевски нема законско право да ја прераспределува во одделението за организиран криминал. Од тука основани се сомнежите дека некој намерно пред 2 месеци, непосредно после криминалната аболиција, ги донел овие незаконски одлуки за прераспределба. Согласно информациите достапни од медиумите, Александра Поп-Стефанија е дел од партиските инсталации на ВМРО-ДПМН во судството. Според овие информации, сопругот на Поп-Стефанија е дел од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Неготино, бил член на Комисијата за лустрација и секретар на Општина Неготино. Се потврдува стравот на власта во заминување дека судиите во правосудството може да започнат да судат според законите, а не според потребите на криминалната власт. Овие незаконски одлуки се обид да се одбрани криминалната власт од правдата и законите. Ништо друго. Но бегање од правдата и законите нема да има. Како што пропаднаа досегашните обиди преку одлуките на Уставниот суд, преку криминалната аболиција, така ќе пропадне и овој обид. Правда ќе има. Секој што го прекршил законот ќе одговара. Нема спас за Никола Груевски и неговото криминално друштво.